зашто е Твоето царството и силата и славата во сите векови. Амин. За многодини, за Божја помош, година по веселе и на здравје за неучеко. Здравје Божја спаса, родила е си души наши. Богородице Дево, радуј се, благодатнаја Марие. Традицијата за жал во денешно време многу малце се, ние како возрастни се трудиме да ја продолжуваме, затоа што децава сите ни се по некој во странство, секоја куќа има во странство, борба правиме за да се продолжи традицијата. Порано, домајкинката по правило треба да држи тримир. А што значи то? Од полноќ на прочка, велики поклади, почнува 3 дена да не јади ништо. Ни вода нема да пие и тогаш и на третиот ден кани гости на тримир, ја кани ќерката, свекрвата, снаата, блиски, тој женски празник, не дај Боже маж да има тука, тешко него мислам ќе биде. И во сушност тоа е 3 дена да не јади домаќинката ништо. Сега гостите носат поклони во овошје, благо, па сега помладиве додуша и на невестите носа и поклони, тоа е веќе новитети. Тоа е традицијата во сушност на тримиро и реков за жал многу малцеве ние се бориме здружениево да се продолжува таа традиција, зашто е убава традиција, тоа е женски празник, како што кажа колешката, само жени се збираат, кај мајките, тоа е фактички празник за љубовта, среќата и радоста. Мајките ги советуваат ќерките, младите невести, мислам, за среќно, почитувано семејство, како да го одржуваат бракот, се колку што не слушаат. Колку ние што слушавме, толку и тие слушаат. Меѓутоа се бориме да се продолжи традицијата. Зашто вистина е убава традиција. Еве вака на посна трпеза си пееме, се шалиме, малце и вицови и така натаки. Како што рековме, за тримиро се спрема мајката нарочито, како што кажа моите членки од Сдружение Преродба. Јадењето плюс јадењето се прави и пченица. Пченицата се прави со конопни зрна. Побрго ние правевме пченицата многу потешко се правеше, ти се киснеше првин, па се толчеше во дибеци. Не знам дали знаете што е дибек. Камен голем, издлабен и со железо, и ќе толчиш, понеделникот цел ден ќе буфташ, ќе толчиш, па ќе ја сушиш, па ќе ја лупиш, лушпата сета да падне. И ќе ја мијаш, значи имаше многу работа. А сега е многу лесна. Готова е пченицата, лупена, мијана, се само ќе свариме, а конопното зрно се во соковници. Ќе го изблендираме убаво и го цедиме со топла вода, 2-3 пати со вода ќе го омиеш и ќе го исцедиш. Тоа што ќе го излези од конопно зрно е право како млеко, бело. И 2-3 пати така и ќе излези тоа што е и дава на пченицата и вкус и некој мирис, а исто и дава сила на оној што прави тримир, што постел 3 дена што не јадел. Тоа е омалаксање, значи 3 дена ни вода, ни леп, и затоа кој ќе прими причесната в црква, се пија првин вода и после пченица. А во пченицата од конопното зрно му дава расположение, сила и одма малку да се освежи. И затоа без пченица тримиро не е тримир. А јас еве како домајчинка сум 50 години. Само 1 година немам праено, отко сум домајчинка пченица. Секоја година си правиме пченица, си толча. Мојве жени од традиција се собравме денеска на тримир. Тримиро е прилепски празник, женски празник, оти се збираме само жени. На тримиро се подготвува сарма, гравче, пченица, тоа е основното на тримиро. Компот, имаме зелник, благи работи, од се по нешто за тримиро и боза. И тримиро го празнуваме ние, невестите, што се младите, свршениците, си ги кани мајката, да си ода на гости кај нив, да се собера сваќите, да се смират едно друго, сето тоа да оди поред. И си кажуваме песни, вицои, сето тоа затоа се вика женски празник.